counting or not counting gang violence? Great. Атентати, оружени напади, масовни убиства. Поттикнати од идеолошки или политички причини или теории на заговор. Во ваков амбиент живее американското општество во последниве 15 на години, поделено на две Америки. Едната оди кон лево, другата кон десно. Честопати не се бираат средства за да се елиминираат политичките противници или неистомислениците. Убиството на десничарскиот конзервативен активист и политички коментатор Чарли Кирк е само последен во низата вакви случаи. Истражителите тврдат дека убиецот, 22 годишниот Чарли Робинсон, имал силна негативна фиксација и омраза кон ставовите на Кирк. Председателот Трамп во убиството во Јута гледа политички мотиви. For years, those on the radical left have compared wonderful Americans like Charlie to Nazis and the world's worst mass murderers and criminals. This kind of rhetoric is directly responsible for the terrorism that we're seeing in our country today, and it must stop right now. И самиот Трамп беше цел на оружен напад за време на кампањата на Собир во Пенсилванија. Беше погоден во увото, но го преживеа атентатот. Во продолжение ве потсетуваме и на неколку други напади со слични мотиви од поблиската американска историја. Во 2011-та тешко беше ранета конгресменката Габи Гифордс од Аризона. Во 2017-та напаѓач со автомобил влета во контрапротестанти на политички митинг во Шарлотсвил. Не се избледени сеќавањата и од нападот на Капитол Хил во 2021 година со смртни случаи. Многумина тука препознаа политички мотиви. Во 2022-та сопругот на пратеничката Ненси Пелоси беше нападнат со чекан пред неговиот дом во Сан Франциско. Сади во минатото беше земја на атентати. Тоа ни го покажуваат примерите со Абрахам Линколн, Џон Кенеди, Мартин Лутер Кинг, Хари Труман, Роналд Реган. Американското општество очигледно има уште многу работа кога е во прашање почитувањето на различните ставови. Демократијата за која се залага не подразбира физичка елиминација на противникот.